УНЕСКО повторно со забелешки за Охридскиот регион. На последната седница на Комитетот на УНЕСКО во Истанбул, светската организација стави забелешка со која Охридскиот регион се соочува со опасност да биде впишан во листата на загрозени подрачја. Најголемите забелешки, според еколозите, се однесуваат на значајните проекти од областа на туризмот. Тоа се туристичките развојни зони во Љубаниште, изградбата на експресниот пат и ски центарот на Галичица, сите три од исклучителна важност за развој на Охридскиот регион. За тие три проекти најголеми забелешки коментари се дадени од страна на УНЕСКО дека нивното спроведување заради визуелноста, големата визуелност кој што ќе ја нарушат пределот на тој драматичниот пат на Галичица врз Охридско езеро, поради што е прогласено за УНЕСКо природно наследство. Баремат претениците да се реализира, да се оствари надзорна расправа во собрание со цел имплементација на Законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Надлежните уверуваат дека сите проекти кои се од исклучително значење за развојот на регионот се во согласност со еколошките стандарди и заштитата на УНЕСКО. Се внимава на заштитата на УНЕСКО, но воено и да се овозможи градот непречно да се развива и да привлекува што е можно повеќе туристи. Целта е Охрид да има современа инфраструктура што ќе им служи на граѓаните и бројните туристи. Тоа значи дека проектите ќе продолжат да се имплементираат и секако и натаму ќе се внимава на УНЕСКО заштитата, изјави претседателот на владеачката ВМРО ДПМН Никола Груевски при работната посета на Охрид минатиот месец. Ова не е прва забелешка на УНЕСКО за единственото заштитено подрачје во земјава. Забелешки имаше и при изградбата на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник, но потоа УНЕСКО комисијата лично се увери дека проектот е во склад со Законот за управување со светското природно и културно богатство.